Вести на Канал 8, добар ден. Нема позитивни промени во бактериолошката и хемиската загаденост на водата од водоводите во планинските населени места во општина Кочани. Испитувањата на Центарот за јавно здравје се со поразителни резултати, затоа што скоро половина од земените мостри покажуваат неисправност на водата за пиење. Водата од јавните водоводи и чешми во планинските села и понатаму е бактериолошки и хемиски неисправна. Мострите што во текот на изминатата година во неколку наврати ги земале екипи од Центарот за јавно здравје од Кочани покажуваат недозволено ниво на присуство на бактерии, а кај некои имало и хемиска загаденост. И понатаму, како и во претходните години, најкарактеристична е состојбата со водата за пиење од водоводите во Лешки, Нивичани, Рајчани, Пантелеј и Јастребник, каде има скоро 100% на бактериолошка неисправност. Освен тоа, во Лешки е регистрирана и хемиска неисправност, што значи дека водата е сосема неупотреблива за пиење. 533 жители се снабдуваат со вода за пиење од водоводите во селските населби што користат сопствено извориште и самите стопенисуваат со објектите, а уште 700 жители кои користат вода од локалните водоснабдителни објекти како бунари, пумпи, селски чешми и кладенци се уште ги користат како главен извор на вода за пиење. Испитување на исправноста е направена и на неколку планински чешми и извори, што населението ги користи за повремено водоснабдување. Карактеристично е што испитувањата покажале дека водата од пумпата во кругот на манастирот Свети Пантелеймон е бактериолошки неисправна. Мостри од водата биле земани по 3 пати од познатите Усова и Белска чешма и во скоро сите случаи се покажало дека таа е 100% хемиски загадена. Уште полоша е состојбата со така наречената Минова чешма, од која водата е и бактериолошки и хемиски неисправна. Единствено, поволни податоци се добиени од пумпата во местноста Бавчалук, каде во трите земени примероци не е регистрирано присуство на хемиски материи или пак на бактерии. Во наодите на Центарот за јавно здравје е нагласено дека во водоснабдувањето со здравствено исправна вода за пиење во континуитет се провлекуваат пропусти од типот на недефинирани заштитни зони околу изворите за вода за пиење, потоа непостоење на соодветна опрема за пречистување и дезинфекција на водата и несоодветно стручно одржување. Затоа дадени се препораки до локалните власти кои стопанисуваат со објектите за водоснабдување да се врши одржување на каптажите, резервоарите и водоводната мрежа, како и да се врши континуирана дезинфекција на водата за пиење. Соработката меѓу локалните самоуправи, бизнис секторот и невладините здруженија за развој на руралните средини во Македонија во наредниот период ќе има дополнителна подршка. Мрежата за рурален развој е носител на иницијативата за обука на представниците на трите страни, кои треба да воспостават соработка како јавно-приватно партнерство. За поголема ефикасност во развојот на руралните средини во Македонија неопходна е заедничка соработка на локалните самоуправи, бизнис секторот и граѓанските здруженија, кои би реализирале проекти во корист на сите граѓани. Искуството од европските земји, каде таквото партнерство функционира ефикасно веќе 20 години, ќе се користи и во наши услови, зашто поддршката се обезбедува преку ИПАРТ програмата. Носител на иницијативата за воспоставување соработка е мрежата за рурален развој на Македонија, која организира почетни работилници за да се види заинтересираноста на сите страни за воспоставување јавно-приватно партнерство. Тоа треба да овозможи реализација на различни проекти, што би помогнале во унапредувањето на развојот на руралните средини. Проектите можат да бидат проекти кои што ќе можат да се иницирани од неграѓанскиот сектор, значи со социоекономски елемент, бизнис проекти, значи буквално како што спомна во земјоделството, руралниот развој, туризмот во руралните средини и така натаму, значи палетата на можности навистина ќе е голема. Проекти кои што се послични на 302 мерката, значи каде што може да се отвараат дури фризерски салони, фитнес, да кажам делови за потреби кои што излегуваат од самите потреби на локалното население, значи проекти кои што немаат врска со земјоделство, него проекти така наречени неземјоделски, значи се базираат врз потребите на локалното население. Кога се зборува за руралниот развој, обично се мисли на проекти поврзани со аграрот. Според Георгиевски, во овој случај проектите се поразновидни и опфаќаат повеќе подрачја за руралниот развој. Проектите не мора да бидат врзани само со земјоделство, него тие можат да бидат, како што кажав,
од делот за руралниот туризам, значи дали се тоа патеки, дали се тоа мали инфраструктурни проекти за изградби на некои мали патишта, како што кажав, проекти со социоекономски карактер кои што го потикнуваат свеста, да кажам, кај населението за една одредена работа. Значи, навистина, диапазонот е доста диверсифициран и е налик на 302 мерката која што ја спомнав. Значи, многу диверсифицирани можности ќе можат да се спроведат. Во наредниот период, мрежата за рурален развој ќе работи на терен, за да се воспостават така наречени локални акцијски групи, пошто ќе се дефинираат и изработат стратешки документи врз база на кои би работеле овие нови субјекти. Се очекува мерката да биде наскоро акредитирана преку ИПАРТ-2 програмата, пошто средствата од европските фондови ќе им бидат достапни на споменатите акцијски групи. Сумата за секој проект дополнително ќе биде определувана преку Министерството за земјоделство. Добро оди примената на 5 и 6 валентните вакцини против дифтерија, тетанус и пертузис, детска парализа и хепатит Б за децата од 2 до 18 месеци. Поради низините предности и од родителите, засега се добро прифатени и сите деца од општините што ги покрива здравствен дом Кочани ги примиле овие вакцини. Од септември 2015 година за прв пат почна примената на 5 и 6 валентните вакцини, познати како Петаксим и Хексаксим. Вакцината е задолжителна и ја примаат деца од 2 до 18 месеци, согласно календарот за имунизација и зависно од тоа дали детето во породилиштето ја примило вакцината против хепатит Б. Хексаксимо, односно 6-валентната вакцина, содржи вакцина против дифтерија, тетанус и пертузис, против детска парализа, хемофилус инфлуенца тип Б и против хепатит Б. Во 5-валентната, по составот е слично на 6-валентната, само што овде е исклучено, нема вакцина против хепатит Б. Овие се прочистени вакцини, вакцината против детска парализа више не се применува во вид на капки, него е во инактивен облик како ИПВ вакцина. Дитепер вакцината, исто во ова 6 и 5 валентна е како ацелуларна, прочистена, што значи дека кога сме имале деца кои претходно било кои причини се биле контраиндицирани за примена на она непрочистена дитепер, сега во овој случај може да ја примат. Вакцините имаат голема предност. Прочистени се и намален е бројот на боцкања. Добро се прифатени и од страна на родителите. За сега кај самите родители не постои отпор, некои дури родители, кога беше проблем дали вакцината ќе стигне или не, чека да детето се вакцинира од ова новата вакцина, него од овие старите другите вакцини што се дитепер и полио и хип. Предноста на ова вакцина е тоа што прво се намалува бројот на боцкања. Претходно беше стававме капки, па родителот мораше да почека пола сат па детето да го надои. Беа 2 боцкања, во едното ноже идеше дитепер, во другата против хемофилус инфлуенца, сега со едно боцкање имаме 5 вакцини, односно 6 вакцини. Самото бебе не може да каже дали се болни вакцините или не, но по нивната реакција се констатира дека станува збор за не многу болна вакцина, која придонесува до покачување на телесната температура кај бебето до 37 или 38 степени, за која што се потребни само облози или антипиретици во случај на повисока температура. Инаку, сите деца од општините што ги покрива здравствен дом Кочани ги примиле овие вакцини. Малолетничката деликвенција во Кочани минатата година имала тренд на опаѓање. Меѓутоа, негативен е фактот што за разлика од претходните години, во 2015 има мал пораст на бројот на малолетни извршители на кривични и други престапи. Вкупно 44 кривични дела лани извршиле малолетни лица од Кочани, што практично е на исто ниво во однос на 2014 година. И покрај бројните превентивни активности за спречување на девијантните однесувања на малолетниците, не е постигнато значително намалување на престапите. Податоците од полициската станица велат дека се намалил бројот на лица кои повтор, трет или повеќе пати го повториле делото, така што од 21 во 2014 лани имало 10 повторници. Забележливо е дека истиот број на кривични дела го извршиле помалку малолетни престапници, така што од 36 во 2014 лани се регистрирани вкупно 22. Најчестиот криминал што тие го прават се тешките кражби, при што се евидентирани 39 такви случаи. Во 2 случаи направиле други кражби,
а имало и еден полов напад врз дете. Во текот на 2015 година се евидентирани 10 малолетници кои не навршиле 14 години, а сториле кривични дела. Напливот на илегална трговија со дрога и оружје влијаело и врз однесувањето на малолетните лица, при што се евидентирани тројца уживатели на опојни дроги. Од областа на економскиот криминал евидентирано е едно дете над 14 години како осомничен сторител на фалсификување пари. За спречување на присуството на малолетници во угостителски објекти после 24 часот биле спроведени 14 акцијски контроли, во кои откриени се 5 прекршоци, за што против собствениците на угостителски објекти се поднесени соодветни пријави. Како и во претходните години, и во 2015-та малолетниците учествувале во прекршочни дела, и тоа претежно од областа на јавниот ред и мир и сообраќајот. 28 лица до 18 годишна возраст биле евидентирани за предизвикување и учество во тепачка, физички напад и дрско и непристојно однесување. Додека пак во делот на безбедноста на сообраќајот најчесто не носеле заштитен шлем, а направили и други прекршоци, за што се евидентирани 8 малолетни лица. Јулија Петрова е вешта жена на Кочани за 2016-та. Со прекрасно подготвена трпеза на тема матурски костум, ги собра гласовите на публиката и жирито и ќе го представува градот на републичката манифестација што ќе се одржи на 13 мај во Тетово. Вешта жена годинава го одбележа својот јубилеј 25 години постоење. Јулија Петрова со темата матурски костум ја воодушеви публиката со својата убаво украсена трпеза, покажувајќи ги своите вештини во кулинарството. Собра најмногу гласови од публиката и жирито и се закити со титулата Вешта жена на Кочани за 2016 година. Јас се чувствувам прекрасно, чувството меѓу толку жени да бидеш вешта жена е голем успех. Според гласовите на жири комисијата, кои го сочинуваат жени победнички на општински манифестации од повеќе градови од државата, освен победата, Јулија Петрова доби и прво место во категоријата Општ впечаток. Прво место за декорација на главно јадење освои надпреверувачката Јаворка Стојанова со темата Роденденска. Во категоријата Сервирање најмногу гласови доби Радка Јованова со темата Чоколадна фантазија. Прво место во категоријата Декорација на десерт доби надпреварувачката Благица Павлова со темата Зимска бајка, која воедно освои најмногу гласови од публиката. Прво место во категоријата Аранжирање салфета доби Јулија Карова со темата За денот на влюбените. Признание и награди добија и двете надпреварувачки за Гран При, Слаѓана Ханџиска Попова и Благица Делчева, кои за да се надпреваруваат за Гран При награда, условот е претходно да имаат учествувано 3 пати во Вешта жена. Сите учеснички добија диплома од Вешта жена и подарок од спонзорите како и цветни аранжмани. Вешта жена годинава го одбележува својот јубилеј 25 години постоење на манифестацијата. По тој повод дипломи и награди добија и жени кои придонеле многу за град Кочани. Награда за хуманост доби Ружа Стојмилова, Верица Митевска за најдобра медицинска сестра, која освен во Кочани, истото признание го има добиено и на ниво на република, и Билјана Петрова награда за најдобар наставник и ментор. Самиот факт дека повеќе од 500 жени беа присутни на манифестацијата во ресторанот Амор, а имаше и добар одзив за учество, потврдува колку манифестацијата од година во година добива на квантитет и квалитет и безпрекорност во делот на организацијата. Оваа година е 25 години од постоењето на Вешта жена. Има над 500, можеби над 600 жени присутни. Имаме 7 надпреварувачки од кои 5 за Вешта жена и 2 за Гран При. Јас сум презадоволна од амбиентот од ресторант Амор, од надпреварувачките и од сите гости. Задната цел е да ги соединиме жените од цела Македонија преку овие надпревари, да создадеме едно квалитетно дружење, а преку дружењето создаваме љубов меѓу луѓето. Водителка и годинава беше атрактивната Ирина Спировска. До сега волкав интерес, како што има во Кочани, имало само во Скопје, кога се одржуваше во хотелот Александар Палас и кога имаше 500 жени. Но овој амбиент во преубавиот ресторан Амор и 600 жени на едно место, вакви убави 5 надпреварувачки маси и 2 Гран При маси, мислам дека без никакво претерување се кулминација на овогодинешните општински надпревари што се одржуваат широм цела земја.
За забавата се погрижија членовите на групата Хармонија, а на манифестацијата беа доделени и награди од спонзорите, меѓу кои и главната награда патување за парга со вештите жени. Хуманитарен надпревар во кошарка помеѓу професори и ученици се одржа во саботата во спортската сала кај гимназијата. Собраните средства од продадените билети се наменети за помош на Методи Митев. Учениците и професорите од двете средни кочански училишта уште еднаш ја потврдија хуманоста. Организираа хуманитарен надпревар во кошарка за помош на Методи Митев од Кочани. Собрани се вкупно 54.250 денари, од кои 35.000 се пари собрани од продадените билети за надпреварот, а останатите се од продадените книги од поетесата Ана Дедова и другите украси кои деновиве се продаваа на штандови поставени за помош на Митев. Со тоа, и граѓаните на Кочани покажаа дека се хумани и дека даруваат за своите сограѓани кога им е потребна помош. Што се однесува за надпреварот во кошарка, професорите и учениците одиграа фер игра, но подобри се покажаа професорите. Најмалку значаен беше резултатот на надпреварот, од и самиот турнир имаше друга цел. Да подсетиме, Методи Митев боледува од хередитарна параплегија и собира пари за операција во Кина, што треба да му овозможи да застане на нозе. Младиот пејач Амар Јашар Спахич Гиле ја наполни дискотеката Аква во саботата кога настапи во Кочани. Пееше хитови од познатите српски пејачи и ги забавуваше кочанци до раните утрински часови. Дискотеката Аква во наредните месеци најавува богата програма. Поранешниот победник на шоуто од звездите на Грант, младиот и атрактивен Амар Гиле, ја воодушеви кочанската публика и ја наполни дискотеката Аква во саботата кога за прв пат настапи во Кочани. Амар Гиле во 2013 година беше победник на српското шоу Звездите на Грант и од тогаш почна сериозно да се бави со музика и стана познат посебно помеѓу помладите. Има неколку своји песни, но пред кочанската публика пееше познати песни од своите колеги од српската естрада. Гиле пееше повеќе од 3 часа, а присутните се забавуваа до раните утрински часови и пееја заедно со него. Дискотеката Аква постојано ја изненадува кочанската јавност со гостување на познати музички гости од српската естрада. Пред Амар настап имаа Наташа Беквалац, Милица Тодоровиќ, Саша Ковачевиќ, Тајзи, Адил, Јелена Розга, Ацо Пејовиќ, како и познати диџеи и групи. Од дискотеката најавуваат богата програма до крајот на летото, а следна е Анабела од Фанки Джи. Следува информацијата од спортот. Викендов на стадионот Никола Мантов се одржа 10-тиот меморијален Драганица Куп за фудбалери во пионерска конкуренција. Учествуваа 5 екипи од Македонија, а најдобри беа младите фудбалери на Турново. Екипата на Турново е победник на јубилејниот 10-ти фудбалски турнир Драганица Куп, чиј организатор е фудбалскиот клуб Осогово. Турнирот, што се одржува во спомен на Драган Михајлов, некогашниот првотимец на Кочанскиот клуб, ги собра младите фудбалери родени 2003 година од 5 клубови од државата. Освен победничката екипа, учествуваа и тимовите на Македонија Ѓорче Петров, Јака Плачковица од Радовиш и домашните Кочани и Осогово. Иако се најавуваше учеството на Маđари и Солидарност, скопјани не се појавија на теренот на Никола Мантов. Младите фудбалери на Турново во финалето беа подобри од своите врсници од тимот на Македонија Ѓорче Петров и ги совладаа со резултат 4:2. Предходно, со идентичен резултат од 2:0, Турново забележа победи и против двете екипи од Кочани. Во борбата за третото место, Осогово претрпе пораз од гостите од Радовиш. Сепак, организаторот на турнирот е задоволен од прикажаната игра, што е потврда за оправданоста за неговото одржување, а се разгледува можноста во иднина да учествуваат и екипи од соседните држави. Се собраа над 100 дечиња, каде што пред се целта е дружење, забава, организацијата е се во ред, значи се по планот, се надеваме дека успешно и овој турнир ќе заврши до година, ќе продолжиме и натаму традицијата за
меморијален турнир Дрганица Куп. Ние и оваа година имавме некои контакти со екипи од страна, но во последен момент од нивни причини не откажа, така да се надеваме за следната година дека ќе се прошири во тој поглед. На турнирот беа прогласени и најдобрите поединци, при што наградата за најдобар голман му припадна на Стефан Ѓуровски од Македонија Ѓорче Петров. За најдобар играч беше прогласен Дине Цветанов од Турново, а домашниот фудбалер Митко Андонов, член на фудбалскиот клуб Осогово, го доби признанието за најдобар стрелец. Освен за фудбалерите, годинава имаше и награда за најдобар тренер. Неа ја доби Никола Секулов од Турново. Толку во овие вести, информациите следете ги на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.